веќе беше кажано. Јас само ми преостанува да уште еднаш повторам тоа што кажа директорот, а тоа е секој оној кој што бил во или во близина на ужасниот настан да се јави на доктори да побара консултација без разлика дали чувствува или не чувствува било какви тегоби или било какви проблеми. Едноставно некои работи мора да се направат. Нема тука пркосење, нема тука негирање, едноставно мора некои работи да се случат ако сакаме да немаме ефекти кои што ќе ни се случат понатаму во деновите кои што следат. Затоа молам уште еднашка, тоа го кажавме и вчера, ќе повторам и денеска, ги молам сите оние кои што беа во периметарот на ужасниот настан, на оваа ужасна трагедија, да се јават на доктор, да побараат консултација без разлика дали чувствуваат или не чувствуваат проблеми. За сето останато, како влада правиме се што можеме и ќе продолжиме да правиме се што можеме да спасиме човечки живот. Голема благодарност до лекарите, до медицинските тимови кои што вложуваат надчовечки напори и во првите моменти од ужасната трагедија да спасат човечки животи, во процесот на транспорт. Голем дел, повеќе од 70-80 скоро пациенти се надвор од државата, така што денеска и министерот за надворешни работи, надворешна трговија, министерот за здравство се наоѓаат во Солуно, таму одат во Софија да ги посетат дел од згрижените пациенти. Имаме за еден час од сега, час и половина од сега, имаме седница на владата. Ќе ја потврдиме одлуката да ги покриеме трошоците на 2 члена од семејството, за да појдат онаму каде што се згрижени пациентите, и превоз и сместување. Се слушаме со голем број европски лидери, светски лидери, помошта стига од сите страни. Јас сум благодарен на соседите, на сите останати, така што како држава ги преземавме во рекордно време сите оние неопходни мерки и протоколи кои што требаше да бидат преземени како никогаш досега. Ви благодарам. Ако имате прашања, ви стојам на располагање. Да, вчера кажавте, премиера, другиот аспект сега околу безбедноста и оние лиценци за ноќните клубови и кабарејата. Кажете дека вкупно 12 во државава имаат соодветни лиценци за работа, а во Скопје според нашите проценки има околу од 150 до 180 ноќни клубови, кабареа, дискотеки. Но само 2 работат со соодветни лиценци. Што планирате за ова? Дали ќе ги затворите или можеби ќе чекаме следна ваква трагедија? И да се надоврзам на вашето прашање, ако може, што правеле инспекторатите досега за дури вчера да дознаеме дека само 12 клуба во целата држава имаат лиценци, и прашање е дали и тие ги исполнуваат условите со оглед дека треба сами да си поднесат на жими мајка да тврдат дека ги исполнуваат. Ќе ви објаснам и за едното и за другото. Во моментот трае акција на Државниот пазарен инспекторат на целата територија на државата. Инаку, согласно законот за угостителство, се лиценцираат кабареа, се лиценцираат отворени и затворени дискотеки. Јас би кажал дека не е толкава бројката на целата територија, но е многу поголем од тие кои што имаат обезбедено законски документ. 2007 е сменет законот. Во тие измени на законот, документите кои ги доставува правното лице кое што бара лиценца, тврди под морална, материјална и кривична одговорност дека ги исполнува условите. Проблемот е што екс официо не се проверени тие документи. Така што овој објект од своји 500 и нешто квадратни метри не може по ниту една основа да биде кабаре. Ни по една основа не може да биде кабаре и да бара лиценца за кабаре. Тука е дополнително проблемот правен затоа што за дискотеките сумата која што треба на доместокот да се плати е поголем визави овие кои што се лиценцираат како кабаре. Се истражува и бидете сигурни дека ниту еден објект кој што не ги исполнува како што стои според законот минимум техничките услови нема да биде оставен да функционира со сиот ризик и критика која што потоа владата ќе трпи. Жалам што досега сето ова се толерирало. И жалам што
луѓето во Министерството за економија, дури и кога ги добивале документите под полна материјална и морална и кривична одговорност, таков е законот, екс официо не ги проверувале. Жалам што за 15 минути за одредена сума надомест се давани овие лиценци. Но тоа е она кое што можеме денеска да го кажеме. Кога би бил семоќен и да можам да го вратам времето неколку години наназад, би било се поинаку, но за жал не сум. Тоа што можам јас сега да го направам како прв човек на владата, а го правам и во текот на вчерашниот ден, и денеска ќе го правам на сама седница на влада, е робусна акција, робусна контрола, жестока контрола, и сите оние кои што не ги исполнуваат условите согласно закон ќе бидат затворени и санкционирани. И прашањето ми беше за пазарниот инспекторат, издадени се лиценци, но после месец, 2, 5, ќе требало да излезат на терен и да утврдат не пишува, тоа ви го објаснувам. До 2007 година, до измените до 2007 година, пазарниот инспекторат е тој како институција која што утврдува дали се исполнете минимум техничките услови. Со измените, правното лице доставува со изјава под полна материјална и кривична одговорност дека се исполнети минималните технички услови. Нема обврска. Тоа некогаш ќе го повреди? Не, токму тоа ви кажам се, такви се измените се, како да ви кажам. Тоа се измените. Тие се измените. Пазарниот инспекторат не е точно, не шпекулирате, не кажувате лажни работи, не е точно. Пазарниот инспекторат по пријава постапува. Не е должен во временски период, ниту по стекнување на дозволата да излезе на терен. Така што овие дофрлања не ги прифаќам и ги отфрлам. Не се дофрлања, се извинувам. Не ви се обраќам вас, ако се препознавте, жалам. Како се контролира тогаш дека дискотеката, кабарето ги исполнува условите? Кој контролира за да се даде лиценца? Токму тоа ви го кажувам. Тука е пропустот со измените во законот од 2007 година, дека правното лице е тоа кое што самото тврди дека ги исполнува условите. Да, тоа е проблемот. Никој не го проверува. Законот не предвидува. Ако има пријава, да, тогаш законот предвидува. Ќе се барат ли може би законски измени? Апсолутно, апсолутно. Пријави на угостителски објекти каде што пазарната инспекција вршела контроли во Скопје, знаеме повеќе пријави, тогаш може да се констатираат низа недостатоци кои што сега например. Апсолутно по пријава. Апсолутно по пријава и конкретно за овој објект е направено во 2022 година. Но во 2021 година е издадена лиценца за прв пат, а објектот работи од 2014. И за втор пат издадена е лиценца во 2023, а фалсификувана е лиценцата во 2024. Вака накратко да ви кажам конкретно за објектот, со сиот ризик дека се тоа што го зборувам може материјално да ја повреди истрагата и сите овие дури и да се спасат. Ако ние продолжиме вака да изнесуваме произволни информации, како што слушнав ево страна дофрлање овдека во јавност. А премиер, дали би можело да очекуваме набрзо измена на овој закон за да може? Апсолутно да. Апсолутно да. И не само на тој закон, веќе и другите органи. И другите органи вчера формираа комисии во рамките на своите институции да и се проверат сите можни лиценци во државата. Не само оваа институција, сите други. А премиере, сепак јавноста поставува прашања, еве на пример имаме случај сега Струмица, луѓе локално ми јавуваат дека во една дискотека веќе прават измени, имале една врата за влез-излез, сега додаваат уште една за да се прилагодат на условите што ги наложува законот. Поентата ми е јавноста прашува. Не е случајно што овие луѓе од овој бизнис на организирање забава се чувствуваат толку комотно во државата. Односно, јавна тајна е дека тие се тесно поврзани со агенции за обезбедување кои се во конекции со политички структури. Тоа е едно подземје кое има конекции. Дали со вашата партија, дали со претходните партии. Сакам да кажам, тука постои една спрега што тие луѓе од овој бизнес се чувствуваат сите овие години многу комотно и не го почитуваат законот. И целиот систем им прогледува низ прст. Како ова ќе го коментирате? Милка, благодарам на прашањето. Отфрлам дека било која агенција за обезбедување има врска со ВМРО ДПМН. Отфрлам. И тоа најостро го демантирам. И ве молам да не растураме пердови во јавноста со ваков тип констатации кои што се тотално невестинити.
еве, јас тврдам со сета своја морална, фактичка, кривична одговорност дека не постои агенција за обезбедување која што има некаква врска со ВМРО ДПМН, партијата на која што сум јас претседател. Ако ми дадете еден доказ, јас утре ќе поднесам оставка, ако не да се извините, ве молам. Бидејќи ја споменавте. Тоа е прво. Второ, дали се чувствувале комотни, јас тоа не знам. Очигледно да. Очигледно да, се чувствувале комотни, но дали ќе се чувствуваат комотни, јас ќе повторам, немам, за жал, моќ да го вратам времето назад. Годиниве и да можам сето она што е рушено со децении да го коригирам. Овие 8-9 месеци се обидовме онаму каде што можевме да коригираме и се справивме со сите предизвици кои што можевме да се справиме. Дали требаше и за ова да се справиме, и на ова ќе му дојдеше редот, но за жал тие се капацитетите на владата. Дали тие што отварат втора, трета влата ќе ги исполнат техничките услови? Не, нема да ги исполнат, затоа што минимум техничките услови побаруваат многу други услови кои што треба да бидат исполнети. Втора или трета врата не значи дека минимум техничките услови ќе бидат исполнети. Дали тие кои што ќе ги исполнат минимум техничките услови согласно новите измени во законот кои што мора да следат, и за тоа ќе имаме посебна работна група, откако ќе констатираме колку од овие лиценци, прво, се функционални и важечки, второ, колку се дадени како што се дадени на овој локал во Кочани, бидејќи тој, ако ја видите лиценцата, тој ја поседувал. До ден пред да се случи овој настан, тој поседувал важечка лиценца, издадена на хартија, со печат, печатирана, подпишана. Значи, да дојде инспекција и да провери, тој ќе извади лиценцата и ќе рече, е точно ово, има лиценца. Но ако го погледате архивскиот број и го проверите во архивата, која што ја проверува сега министерот за економија, ќе видите дека станува збор за некое барање на некој хотел во Охрид и втората фалсификувана лиценца е кореспонденција со странски инвеститор. Нема никаква врска со лиценца. Тоа не е проблем дали некој политички е заштитен. Тоа е криминал. Тоа е растурен систем. Тоа е поединци кои што мислат дека се над системот. Тоа е проблемот. И тие денеска се во притвор. И И за ова ќе одговараат. И нема горна граница на пропишаната на казна. Јас го слушнав обвинителот дека ќе бараат највисока можна запретена казна 20 години. Дали тоа ќе ги врати човечките животи? Нема да ги врати. Дали ние ќе ги вратиме? Нема да ги вратиме. Но барем да ни биде ова опомена. Никогаш да не ни се повторат вакви работи. Да ни биде ова опомена дека денес ова што правиме ќе има последици во иднина и тие можат да бидат вакви катастрофални. Сите ние имаме некаква одговорност. Јас повикувам на разум. Ве молам на разум. Со неправда и анархија не се носи правда. Го разбирам револтот. Се можам да понесам. Утрото бев таму. Знам како ми беше кога го видов призорот. Со своји очи знам што се случуваше. Не на вас, на цела Македонија и е така. Дали може едно прашање? Дали денеска посетивте пациенти? Да, посетив. И ве молам за објаснување и од директорот. Директоре, ако според кои протоколи е тоа дозволено и дали има последици за здравјето на пациентите со оглед на тоа што дека не е дозволена посета ниту на семејствата, премиере, дали сметате дека е тоа примерно, емпатично или злоупотреба на несвеката за пациенти? Во текот на вчерашниот ден посетив пациенти, во текот на денешниот ден исто така посетив пациенти, внимавајќи. Дали имате согласност од пациентите за посета, согласно закон за заштита на пациентите, бидејќи директорот рече дека тоа се специфични? Ќе ви дадам сега одговор. И вчерашниот и денешниот ден посетив пациенти, и вчерашниот и денешниот ден ги запазив сите оние протоколи кои што ми беа апсолутно побарани од страна на медицинскиот персонал, од страна на докторите и така натаму. И во текот на вчерашниот и во текот на денешниот ден нема никогаш да видите лице, ниту пак да слушнете и прочитате име на пациент кој што јас сум го посетил. За вашето влегување носите само маска и дали сметате дека тоа е коректно? Ќе ги погледате денеска сите слики, ќе видите како јас сум влегол. Да, има и такви кои што влегуваа со камери и слично, но како што видовте вие и вчера и денеска,
Јас се никаде не влегав со камера, ниту имам намера да правам пиар од сето ова. Имате фотографија? Едноставно, мојата цел при овие, да, во тил, фотографиите се во тил, никаде нема лице на ниту еден пациент, ниту пак и си дозволам, многу внимателно ги биравме фотографиите за да нема ниту едно лице, ниту пак за да било што направим. Инаку, еве, ќе ви дадам и на тоа одговор, не го правам тоа поради пиар, го правам тоа за да излезам пред вас, за да не се кријам и да зборувам отворено за сето она со кое што се соочуваме и сето на кое што го постапуваме. Ако тоа е проблем, а не мислам дека вашите колеги ќе се сложат со вас, тогаш подготвен сум да сносам одговорност. Мојата задача како прв човек на владата, на македонската влада, е да преку вас, медиумите, се обратам до граѓаните со пораки. И тие пораки ценам дека во овој момент се важни за граѓаните. И тоа е мојата цел. Не е мојата цел никаков пиар да правам. Не мора да објавувате вие како медиум ништо од ова што го зборувам. Не мора да објавувате ниту една слика, ниту еден статус, тоа е ваш избор. Но оставете ги вашите колеги да си ја вршат нивната работа и оставете ме мене да си ја вршам јас мојата работа. Јас ве оставам. Председател, може да дополнам. Да дополнам. Едно прашање, ако Да, можете поле. да планирате и кога да отидете во Кочани на площад да се подпишете на подписката на жалост и дали планирате и кога да ги активирате вашите советници, бидејќи во овој момент оставката на градоначалникот е само формална, се додека не се именува веќе градоначалник. Апсолутно, јас бев дента во Кочани, ќе одам повторно во Кочани, но ценам дека е потребно да бидам сега во моментот во Скопје да носам одлуки. Инаку не е проблем да се појдам и да се потпишам и тука немојте да мислите дека од било што стравувам ако појдам во Кочани. Од било што. Совеста ми е чиста, намерата ми е чиста и ќе сторам се и покрај оваа валкана игра на која што вие сега пледирате, да јас одам таму и да изразам сочувство како што изразив сочувство уште во првите моменти од несреќата. А што се однесува до советниците и што се однесува до процедурата за избор на ВД градоначалник, тоа ќе го направиме во рамките на законски утврдениот рок. Уште еднаш сакам на сите представници на медиумите да се заблагодарам што ја следите работата и што известувате за овој ужасен настан и ве молам да продолжиме со објективно и добронамерно информирање, затоа што на вистина тоа им треба сега на сите граѓани. Однос на градоначалникот, синоќа тој беше пуштен од полициска станица, не беше однесен во судот, он е дома сега. Како е можно да нема никаква одговорност за градоначалникот, кога во законот за посетителство стои дека токму општината, односно градоначалникот, треба да ги впише угостителските објекти во општината, да даде рекордоцителски објекти како работи. Впрочем, градоначалникот не е на власт 9 месеци, тој е на функција 3,5 години. И дополнително парите Дали- лиценците легнуваат на сметка на општината, ако била фалсификувана, требало да знаат дека не им легнале пари. Дали и колкава е одговорноста на градоначалникот ќе утврди обвинителството. Градоначалникот во својата оставка напиша дека стои на располагање за се. Не бега, тука е. Стои на располагање. Денеска, колку што јас знам, стражните органи ќе влезат и во општината и ќе ги проверат сите документи. Ако вие сега пледирате дека тоа е ВМРО, па ние го штитиме, не. Се лажете. Никого нема да штитиме. Свети ВМРО да биде. И јас да сум, родена сестра, брат да ми е, ќе одговара ако има било каква вина. И затоа јас реков и во текот на вчерашниот ден, кривична одговорност ќе има за сите. Ако е потребна морална или било каква политичка, удрете на мене. Еве, јас сум тука, јас ќе се сносам со сиот овој предизвик, но прво ќе ги поразам како што многу пати сум ги поразил, а потоа на избори граѓаните ќе судат дали и кој треба да сноси одговорност. Само ве молам да не шпекулираме, да не креираме информации кои што немаат никаква врска со вистината. Инаку Свети ВМРО да е, ако направил грешка ќе одговара. И тоа сме го покажале и докажале во овој период.